Иако е добри 9 години на пазарот, не се предава. Истовремено, кога објави дека ги преиспитува своите планови до 2030-та да произведува само електрични возила, Volvo го обнови XC90. Тоа впрочем можеше и да се очекува, бидејќи неговата прва генерација се продаваше цели 13 години. Дополнителна причина се рекордните скоро 110.000 купувачи широм светот кои се определија за него минатата година. Затоа и водејќи се со паролата дека тимот што победува не се менува, швеѓаните на XC90 му дадоа нова доза живот. Од дизајнерска гледна точка се забележуваат новата маска и нешто изменетите светла, додека задниот дел го задржа препознатливиот стил. Промените во внатрешноста се повидливи, но и тие не се толку големи за да им се придаде посебно внимание. Инженерите имаат работено на подобрување на удобноста и намалување на бучавата во возењето, но молчат за механиката, што значи дека погонските групи ќе бидат задржани. Иако навистина е така, XC90 ќе биде на располагање со благо хибридно засилени дволитарски бензинци со 250 и 300 конски сили и плагин погонска група со 400 коњи. Дизелите се изфрлени од производството уште од почетокот на годинава. Паралелно со него во продажба ќе биде и електричниот EX90, чии испораки ќе започнат наскоро. Тој се произведува во Америка и ќе доаѓа во две верзии со 408 и 517 конски сили. Првично беше предвиден да го замени XC90, но барем уште неколку години нема да биде така. Што се однесува до целосната електрификација на гамата, таа е одложена за некои подобри времења. Нов термин не е посочен. Конкретно се споменува само дека до 2030 година електричните возила ќе сочинуваат меѓу 90 и 100% од продажбата на марката, а остатокот ќе бидат хибриди.